Театарот Скрп и утеха неодамна се врати од гостувањето во Пиринските Сандански и Гоце Делчев и Мосомиште, понесувајќи радост, задоволство и силен впечаток од гостопримливоста на нашинците кои што живеат во земјата источно од нас, од Македонија. Во долги години цензура и дома и надвор од Македонија, театарот Скрп и утеха ја урна бариерата и ги одигра делови од представите од неговите представи Будење на ангелите, Завет, Чернондрински експрес, Ние, и за тоа беа почестени со громогласен аплауз и со желба и покана дојдете ни пак. Повод за и токму ова гостување е повод за денешниот разговор со неуморниот македонски културен борец Тихомир Стојановски, кој воедно е и виновникот што културниот центар Скрп и утеха, во чии рамки и театарот Скрп и утеха, може би не работи со полна парја, но сепак 20 на години некако пулсира. Добар ден, Тихо, и добро дојдовте во телевизија Сонце. Добро ве најдов и нека даде Господ убава емисија да направиме. Так. Неверојатно, но вистинито, вие се вративте од гостувањето во Пиринска Македонија. Па како успеавте и посвестум како поминавте? Па ние само ја следиме таа патека во која се возобнови театарот Скрп и утеха. Нели имаме првиот навојдан Чернондрински кој 1901 година се нарекол Скрп и утеха од Македонскиот столичен театар, и оној кој ние го возобновивме 1988. Ја следиме истата патека, играње на целата, како нарекуваме, етничка територија на Македонија како една наша основна цел, бидејќи живееме во едно време кога се зборува за таа Европа без граници, и ние сакавме со култура, нели, во духот на познатата реченица на Гоце Делчев, светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Ја следиме таа линија и таа следа и имаме блиски врски, да речам долгогодишни, трајни врски, што е природен процес со македонските заедници кои се од сите 4 страни на Македонија останати и во Егејско, и во Пиринско, и во Албанско, и македонската заедница во Република Србија. И бидејќи долго време 3-4 години немаме официјално гостувано, а 7 години немаме добијано поддршка практично од страна на нашите културни институции, ние имавме едноставно жед повторно да појдеме таму и да ги видиме тие луѓе. И една мала група екипа со еден автомобил отидовме и навистина ги наполнивме срцата и ние и тие, бидејќи средбата и радоста е взаемна. Нели, македонската култура би требало да има еден процес на континуирано разменување, меѓутоа ние за жал живееме едно чудно време кога и денеска одредени категории на општества, на заедници се обидуваат да ја негираат македонската култура. Така е, да прозбориме за деновите што ги поминавте таму, за гостувањето. Каде се бевте и што се... Базично бевме околу Ѓурѓовден, таму некаде од 4 до 7 до 8 мај. Првата точка која ја посетивме беше Сандански. Таму имаме една македонска заедница која долги години доаѓаше на театарскиот маратон, на Дионисовите слави. Денеска на таа манифестација која ја се видоизменуваше и се нарекува Армакедонски слави. Оти го живееме тоа армакедонско време и појдовме да ги видиме тие наши пријатели, и во Сандански престојувавме една вечер и дадовме еден дел од нашата представа. Со нас доаѓа и екипа од телевизија Сонце и практично снимаме и документарни материјали, снимаме изјави од луѓето, ги пренесуваме нивните пораки, исто така како што и ги играме представите. Значи, луѓето во Сандански, со некој од нив за прв пат се запознаваме, бидејќи во Сандански немаме гостувано сигурно 10 на години. Последен пат кога не гонеа таму по Сандански бугарските служби, и од тогаш веројатно ја прекинаа таа линија. Запознаваме прекрасни луѓе, дел од нив се членови на Омоилинден Пирин. Запознавме една интересна пејачка женска група која би сакале да ја поканиме во Скопје, да дојде. Се уште се обидуваме да ги спасиме тие, нели, како што ние гостуваме во Пирин, за волја на вистината. Гостувањето беше возратно, ние 22 години ги каневме сите наши македонски заедници и на тој начин размената беше потполна.
Така да оваа година не успеавме да добиеме после 22 години прв пат поддршка од страна на нашите културни институции и таа манифестација прерасна во еден протест, но сега веќе имаме една извонредна женска вокална група која вреди да се дојде во Македонија, во Скопје, да настапи на гледачите, а после тоа пред се практично и да се сними нивното пеење. Бидејќи тоа се жени во подминати години и интересно е пеењето во Пиринска Македонија, која е некоја комбинација практично видоизменета, како би рекле, соединување меѓу пиринските горски песни и егејските. И го има она егејско пеење, значи сандански доле граничи со Егејска Македонија, некаде со, таму би рекле, Драма, Кавала, значи тој дел воопшто од таму не доаѓале групи. Кога претходно бев во Гоце Делчев пред 3-4 години, запознав едни луѓе од Драма, потполно непознат фолклор македонски и не гостувал во Република Македонија. А во однос на представите, луѓето се секогаш задоволни, полни им се срцата, со нетрпение ги очекуваат материјалите што ги снимивме, да им ги вратиме, да ги пратиме на DVD, на носачи на слика, и звук, да ги гледаат, значи ги допревме со тие представи, бидејќи тоа се представи кои практично созрева и ги пишував јас, даде Господ, од дружба со тие луѓе. Нивната жет практично за македонски збор, за македонската култура, а она што македонската култура длабоко го има поврзаноста со Бог, како еден принцип кој од најраните фази, дури од обредниот театар, се провлекува и до денеска е останат во македонската култура. За среќа од бугарските власти немаше некакви препреки? Па оваа година, на вистина, слава му на Бога, немавме никаков проблем, ниту на границава, ниту за време на играњето на представите. Позитивно и се надевам дека тие го следат принципот на христијанството, љуби го својот ближен како себе си, оти упорно повторуваат дека сме еден народ, а например апсурдно е да не се дозволува да се регистрира партијата на македонците Омоилинден Пирин, која ќе покаже дека ги оставате луѓето едноставно да се чувствуваат како македонци, бидејќи тие никој од нив нема да земе пушки да убива. Мислам дека Македонија духовно порасна и ги надмина тие фази што од времето на антиката, дека убивањето не е некој, како да речеме, духовен процес. Ние зборуваме за еден дел од македонската култура, возобновен обред, значи на славење на Бог, на дарбите што ви ги дал Бог со песни и ора, со музика, надпревар, култура надпревар меѓу народите. И прв пат оваа година не пуштија да играме во Гоце Делчев, кога гостувавме во гимназијата која го носи името Димитар